Sve što treba da se sluči, gdje se sluči koga daje. Može danas, može utre, samo jedan Gospod znaje. Čovek saka se da ima, ama se za site nema. Što je ova teška bolest, da se graba, da se zema. I ja sakam da sum gore, ama dolu kojke preta, darba treba gore mene, samo umo sam mi leta. Jaz ti sum roden baksus, od nebo padat za breme, toj sum si tako sum dojden, pogreška na sveto, po pogrešno vreme. Lele majko što me rodi, što ke smislam ne se plodi, što ke fatam ne mi odi. Lele majko što me rodi. Ne taka, moja ama život imam, kako nekoj drug što saka. Mnogo smetki džebotenog, što li prvo da se plati, sajmi velatno i dolgot, mora jednaš da se vrati. Džabe ti je srce polno, nikoj srce ne ti vara, sekoj v lice, ke ti plesne, ovoj sve govrti para. Jaz ti sum roden baksus, od nebo padnat za breme, toj sum si tako sum dojden, pogreška na sveto, po pogrešno vreme. Lele majko što me rodi, što ke smislam ne se plodi, što ke fatam ne mi odi. Lele majko što me rodi, lele majko što me rodi. Бев на лекар! Misliš na lekar? На лекар! Nastinka, što? Аха! Od bumenja ne se nastinува. Slušaj, Čupence, ne znam. Koj vlegol kaj mene i koj ja ostavil po rakava? Трудна сум. Сега li najde? А кога требаше? Ne znam, posle, utre. Нашите лутини пријатели, Живко и Милка, сега здивнаа. Бракот им е Челик драги, Челик што не рѓосува. Сега оди и побарај си го синот. Поздрави го бубето. Ko je bube? Ќе се видиме, чичко драги, ќе се видиме. Може би си мангуп. Слушај, бегај од мене како од ѓавол. Разбра? Бегам, ама ти доаѓаш. Пушти ме, нема валкај, пушти ме. Бубето твое денеска го видов на гинеколог. И јасно сев таму една. Бабо, со здравието сум за никаде. Ги изгубив нервите. Работава мора да се реши. Па добро, да, ајде да ја решиме. Ги прифаќам сите ваши услови. Еве, ќе дадам развод на благето. Сакам да ти верувам. Добро, еве да речеме дека ти верувам. Но треба да исчезнеш, треба да те снема, да не оставиш да живееме како луѓе. Сигурно се сеќаваш кога излеговме од игранка и
кога тргнавме кон езеро. Да, тргнавме. Тогаш бев бремена. Втор месец. Од Драги. Бев и многу лута. Неговите збореа по улици дека сум била од друг бремена. Те спомнуваа и тебе. 300 приказни се изнаслушав. Значи, за Ина е тргна со мене, а? За Инет? Ти беше убав дечко. Сите те сака. Бевме млади. Да не се случеше тоа што се случи меѓу вас, сега ќе беше поинаку, да знаете. Што е тоа што се случило меѓу нас, бе? Мислиш, Милка е тука и... Ајде, кажи, ајде. Се случи тоа што им се случува на сите млади луѓе. Ништо друго. Селото си остана каде што беше. Никој не умре, не се удави, не загина. Не можам да ве разберам. Сите оттаму живеете со некои приказни. Било ова, било она. Што е важно? Имаш син што сака да те види и толку. Да беше толку едноставно. Погледни. Куќето е наше. Чичко Драги, ти? Јас, Сузе, јас. Да ве запознам, ова е Чичко Драги од Дупени. Ако не се лажам, Не се лажеш. Оваа маца се направи поголем газда и од мене и од тебе, бе. Абе, нервите ми се истрошија, бе. Се разболев, ќе умрам, што ќе правиш без мене? Добро, жената дојде. По цел ден е тука. Тргна работава. Абе, да ми кажеш, во кое својство е тука? Тоа не ми е јасно. Вработена е, партнер во бизнисот. Советник да не ти е, што ти е? Како моја идна животна сопатничка. Добив решение за ново работно место. Поарно и поплатено. Речи барем благодарам. Тоа е подарок или благодарност за бубењето. А, бубалче? Свати го како што сакаш. Се брза. Ке го родам. Значи, тебе не може Интерпол да те најде. Добро, каде си ти? Јас се израдував што ме побара, вамо ми викаш. Седни, седни. Ако сака. Е, многу си смешен кога се нервираш. Абе, седни. Седнувам. Синоќа те сонував. Остави ги соништата. Туку кажи ми што се случува меѓу тебе и Бошка. Не ти кажал. И вие сте ми некакви другари. Сме биле. Се преселив од станот. Бошко ми купи станче. Еднособно. Со помалиот син живееме заедно. Јас прекрасно се чувствувам. Толку? А треба и да честам. Станав советничка кај градоначалникот, се вработив. Ана, толку лесно ми ги изнакажа сиве овие работи. Вчера со Бошка партали се направи. Партали! Зошто? За мене? Абе, Маца е главна во кафаната. Не можам да ја гледам, готово. Маца е прекрасна жена. Навистина. Разговаравме и сватив дека се родени еден за друг. Од секогаш Бошко ја сакал Маца. Се друго беше обид да се смени нешто. Будалашти. Знаеш како се чувствувам? Знам. Не си мислел ништо лошо, ама со сила убавина не бидува. А децата? Децата не се веќе деца. Има објаснив, мене разбра, Владо е во Лондон, одлично му оди, Александар со мене. Види, ако не си знаел, јас сум одговорна мајка. Никогаш децата не сум ги оставала гладни, боси, голи. Е, па тогаш избрзав, де? Таков сум. Јас не брзам. Упорна сум. И тоа што ќе го намислам, Бога ми го остварувам. Важно е дека расчистив со минатото. Гледам напред во иднината. Може би ти звучи старомодно, ама... Проблемот е што никако не ми звучи.
туку имаш автомобил. Каде е твојот? Сузето положи и го давам за на факултет. Треба да одиш некаде? Да. Бошко ми го даде неговиот автомобил. Тој ќе купел нов. Хајде, одиме. Ана, си се почувствувала ли некогаш така да си празна, да немаш желба за ништо, да го мразиш цел свет? А? Многу пати. А го знам и лекот. И? Толку. Живко, дојди бргу кај тета. Бргу. Ова. Со кој беше? Со тато. Ај кажи му на батко здраво. 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 Здраво, здраво. Значи, ова е убавецот за кого ми кажуваш. Да. Како се викаш? Живко Јуниор. Владко, ова е зетот. Зетот. Да се запознаеме. Владко. Блаже. Блаже. До кај прошетавте? Кажи на тетка кај бевме. У Зошка градина. Охо. Ќе останеш? Не, само требаше да се видам со Благица. Благица излезе, ми рече да го чувам Живко. Ти требаше нешто итно? Не, само да се договориме за налекар. А кој е болен? Јас? Со нервите. Не можам да се контролирам. Се плашам да не убијам некого. Вчера е мој клиент го фатив загуша. Те молам, кажи на Благица нека ме побара. А сега подобар си? Не, подобар сум сега. Сега, кога сум со Живко Јуниор, се чувствувам прекрасно. А и овој амбиент кај вас овде ме смирува. Да. Тато си оди. Слушаш. Ти да ја слушаш, тетка. Се договоривме? Да. А? Да. Да, пријатно. Чао. Ќе се видиме. Да, ќе се видим. Извинете за... Ништо. Да. Нешто не е во ред со зетот, а? Што не е во ред? Не, ништо. Чао. Тазе разведен. Ај поигри се малку со Живка, а ја ќе сварам кафе. Живка. Живко, имаш за мене едно камионче? О. Се извинувам. Колешке. Извинете вака, ве бараше шефот, па мислев да... Со шефот расчистив. Може да ме бара до утре се бајле. Боже, ама омраза. А што ви направил па да морате да расчистувате, а? Мисли, Маја се развела, па сега... Ма не можам да го гледам и се лигави како полжав. Нека и се лигави малку на жена му. Го видовте ли оној ден на прославата? Седеше, дремеше. Милки, колешке, седни генерација. Си пивнал нешто? Со Маја од Шише. Сакаш? Треба да тргнеш уште малку. Ако има повод, да тргнам. Повод? Голем повод. Што и да е, нека е со среќа. Епа, ај на здравје. Сигурно го унапредила и колегата Страчковски, а? Епа, од денес ви станав шеф на операциона сала. Епа, нека ви е со среќа. Ова е последен пат да се пие на работно место. А, колешке, ве молам да ме оставите насамо со колегата. Секако, секако. Шефице, повели. Дојдов кај тебе како твоја пријателка. Син ти прооде. Вчера беше кај мене на гости. Време е да го видиш. Сме разговарале за тоа милион пати. Со таа жена не сакам да имам ништо. Апсолутно ништо. Сега си со Маја. Фризерката не ти е ниво. Личи на тебе. Случајна средба. И сега ти од мене бараш да... Да си го видиш синот. Па можно ли е да си толку нечувствителен? А можно ли е да си толку упорна? Можно е, можно е. Упорните стануваат шефови.
Имаат стабилен брак, рационални се со емоциите и ги препознаваат емоциите. Слушај, купи еден цвет, израдувај ја жена ти и внимавај како се однесуваш. Од денес сум ти шеф. И баба игра рок, иде до игра рок, и баба игра рок, игра баба со два-три зама, игра рок. Баба рок, 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 игра рок. Моја драга сакана женичке, од името на семејството, ви го честитам назначувањето за шеф на операциона сала. И ви пожелувам многу успех, среќа, да не сакаш сите нас многу и многу здравје, да не живееш долго, едно 100 години. Признавам, ме шокиравте. А сега треба јас да кажам нешто, а? А? Кажи, кажи. Многу те сакам ко деда. О, срце бабино, мени баба заборави да ти купи нешто. Сега ќе ти отпеам една песничка. Опа! А после? После ќе ручаме. А тебе многу ти се ручка? Да. Па ајде побрзо, зашто? И мене многу ми се ручка, знаеш? Да. Ајде да чуеме. Каленка и маленка сиона тугаленка. Таму има играчки, куклички, значи ја многу, значи е добри другарчиња. Браво. Повели, Милче? Од кога не сум била вака опуштена? Аман бе. И јас да ти кажам откако се роде внуков, како некој друг да сум. Вчера го носам во градинка и една жена му приоѓа му вели: "На кого си така личен?" Тој од прва: "На дедо ми." И го извади јазичето со трчене си влезе: "Хајд со здрави." Дупенец. Размислувам. Може ќе ми се смееш, ама ми се оди в село. Шо така бе? Ти не сакаше да чуе за село, па сега и се оди в село. Ау. Секое одење, тргнување за село, сум плачел одинај. За плачење. Слушај, можеме да тргнеме сега в петок, сабота навечер. В недела сме назад. Таман така. Ама да земеме одмор и цела недела да се одмориме во Дупени. Да земем. И можеме да го земеме Живко со нас. Без него не мрдам. Ај на здравје. Одиме. Ту, одвај го заспав. Па дете. Во последно време не те гледам. Имаш обврски, а? Работам на еден проект, финансиран од Европската заедница.
Откако се разведов, чудни нешто ми се случуваат. Многу си затворена. Јас да ти кажам. Знам дека нешто те мачи. А ние зошто сме родители? Тука сме. Да ви помогнеме. Детето ми е нерасположено. Секоја вечер ме вика каде е тато. Кога ќе се врати тато. Биле во золошка. Блаже му ги исполнува сите желби. Злато, тоа беше твој избор. Те изучивме, истргавме се што можеше да се истрга. Татко ти нервно оболе. Па издржи малку. Треба да си силна. А и тој асистентот не го гледам нешто. Младенчо. А те познавам по облекувањето. Не одиш на фризер, не одиш на козметичар. Фатил некоја студентка. Битолчанка. Сега тато да ти кажи нешто. Многу се врзува за одредени луѓе. Веднаш ги носиш дома. Се откриваш пред нив. Наивна си. Малку треба да си мангу, бре. Ти си во позиција да бираш. Професорка на факултет, образована. Со стан, со кола. А не онде ми влечкаш некои недоносени, некои недоделкани. А и тој пак асистентот фатил некоја си битолчанка и пропадна светов. Аман, голема работа. Утре сакам да одиш во некој бутик и да се облечеш како дама. И порасни веќе еднаш. Абе, оди во странство. Измисли некоја специализација, нешто, уживај. Тато ќе плати. Утре имам напорен ден, ќе си легнам. Ние со мајка ти ќе одиме в село една недела да се одмориме. Ќе го земеме и Живко јуниор со нас. Ако? А ти опушти се, те моли тата. Аман, веќе. Бате боле, гледам овај Охриѓанецов не ја платил уште фактурата. Да му зврцниш едно телефонче малу да му... Упушти, Фабер. Ќе ја плати. Ке треба да најдеме друг човек за сметководство. Марија оди во пензија. Ти си задолжен за кадровски прашања. Сите што ги донесе... Настроен си за карање, а? За разговор. Треба да правиш разлика меѓу разговор и карање. Добро де, добро. Не сум навикнал со тебе да комуницирам на службен јазик, знаеш. Време е да научиш. Абе, добро. Тоа што се случи во кафаната беше... Ете, избрзав и... Пречи маца, а? А твојот брат што доаѓа пијан секој ден на работа? Луѓето реагираат. Сакаат да си одат. Знам. Разговарав и ми вети ќе му дојде лумот. Па сега, брат, ама сирењето со пари. На своја рака ја вработи и жена му. Живко, вака повеќе не се работи. Ова не е земјоделска задруга во Љубојно. Ова е фирма со реноме. Не може еден пијандура да раководи да биде шеф на магазина. Така, значи брат ми е главниот проблем, а? Е. Добро. И што предлагаш? Тоа е твој ресор. Не можам да ти се мешам. Само сакам да ти кажам дека од сега Маца ќе работи на секторот за пропаганда. Има некои идеи и сакам да ја дадам шанса. Тешко, бате боле. Ако мислиш дека пропагандата е новокомпонирана песничка, тогаш... За тоа место ни треба образован човек. Нели го чувавме за Владка твој кој ќе се врати од Англија? А? Владко се врати. Кога? Вчера. Тогаш нека се одмори малку, нека прошета и нека ја превземе пропагандата. Има своји планови. Сака да прави музичко студио. Здраво! Со одлично што ве најдов двајцата. Што му е ново? Што се однесува вака? Не знам, изведува нешто. Слушај, Боша, не сакам да ти се мешам, но како да насетувам нешто. Го виделе со Ана, да не... Не верувам таква работа. Не веруваш. И 100 пати ти реков, не ми ја спомнува Ана. Срце, гледам дека треба да те расположам. Одиме во Малта, 10 дена. Каде? Во Малта, бе!
Ако сакаш и во големта. Ајде. Слушај, нели го заслужив ова патување? Ке ни биде супер. Ако не сакаш да платиш, дадичка ќе плати се. Ке бидеме злато сместени покрај море. Дадичка ќе те масира, ќе ти прави коктели, ќе ти прави нешто друго. Вчера тој поголемиот ме изнервира. Ми направи подолу од лајно. Што? Мислев дека ќе биде на моја страна, а тој си замина кај мајка му, си собра парталите, ми ја закачи вратата предно свака. Так, ајде. А цело време јас го финансирав додека студираш. Ако. Злато моје. Како јас си знам како го финансирам. Слушај, немој да многу да ми се секираш. Срце моје, злато моје, секе си дојде на свое место, верувај ми, злато моје. Па тато пак им треба, ќе дојде ќе ти побара парички. Парички, дај пари. Тато пари, Така така ќе е, злато. дојде. Слушај, знаеш што, јас мислам дека имаш прекрасни деца. Абе, Верувај ми, злато моје. Слушај, Тој малјот, слушај, а ќе одиме во Малта? Абе, не, има работа тука, како да. Слушај, да почнем со вратчето, може? Ај, ќе видиме, ќе оди. Ќе видиме, зависи од масажата. Како ќе ти се покажи. Почни со вратчето и после... И после... Полека, И во големта, и во малто. Дошок да ќе одиме злото. Од кога немам излезено вака со друштво? Сама си виновна. Сети се само колку пати јас сум те викал. Не знаете колку сум несреќен што се заминувам утре. И реков на мајка ми да останем уште една недела, ама не сака. Се јави тате од село. Вели било таму многу убаво. Живко јуниор не спомнува ни татко ни мајка. Во соседите нашол некоја магара и по цел ден со магарето се играл. И на Владо му се допадна дупени. Не да ми се допадна. До година доаѓам и цел месец ќе останам в село. Сам? Сам. Не! Со една девојка. Ми вети дека ќе ме научи да пливам. А мој Блаже уште го нема. Што ти текна да го викаш? Добро, тебе ќе ти дојде некогаш умот или не? Не бил добар нешто со нервите. Убаво е да излезе малку на воздух. Во Швајцарија, родителите и покрај разводот си одржуваат нормални врски, особено ако имаат деца. Но јас многу добро знам што значи да не знаеш кој ти е татко. Не сум те прашала. Како се однесува сега Чичко Драги? Со мене? Одлично. Слични сме. Со мајка ми нешто имаат проблеми, но чув дека се договориле да се сретнат, па... Тука сте. Добар ден. Извинете што доцнам. Досега разговарав со Живко јуниор. Половина час ми кажуваше за некој магаре. Викаше бакнија мама 3 пати од мене. Што ќе се напиете од мене? Јас честам. Повели, што сакаш? Се мислам... Држата. Ке ти правев друштво, но денес не пијам алкохол. До вчера пиев еднјапчиња за смирување. Синоќа така се изнервирав и фрлив сите. Опнав една ракија. Да ти кажам, од ракијата ми е поарно ме смирува 100 пати подобро од апчињата. Дошол Владко на Чичко Бошко од Лондон. Владко? Кога? Пред некој ден се видов со тетка Ана, па таа ми кажа. Ептен убаво момче. Мене веднаш ми влезе под кожа. А ретки се такви деца денес. Опа! Ние за волкот, а тој наврата. Мислам дека не виде. Ќе одам да го викнам. Јас ќе одам. О, пардон. Ти гледај го, Блаже. Каде отиде овие?
Каде се твоите? Тато, мама и внукот отиде в село. Благица отиде на лекар со зетот. А знаеш дека се разведоа? Никога живееа заедно, не беа толку заедно. А ти? Јас првин да ти се извинам за синоќа. Не знам што треба да кажам за синоќа. Ме фати паника, а знаеш дека не сум паничарка. Последното писмо го добив од тебе пред 3 месеци. А јас твоето го добив пред 1 недела. И што сега? И да бидеме другари. Се чувствувам малку глупа. Навистина, почнувам нов бизнис и ти нудам соработка, сериозно. Татковците наши во из бизнис, ние во из бизнис. Како да е роден за така е. Тато в село со мама. Ти треба некој друг. А моето внуче, моето сакано најмило внуче? На пијаници не даваме деца. Владко, ајте молам оди си. Ке се видиме подоцна. Извинете, прешна, кој рече дека јас сум била пијана? Јас сум била пијана? Сваќа јас реков дека си пијана. А да седнеш? Не може, дојдов да се тепам со тој дупенецот. Кај е тој дупенецот, Живко? Животот ми го упропасти. Денеска ми избрка од работа. Вашето племе дупенско мене ме избрка од работа. Ке паднеш, ајде седнite моа. Ти да не мислиш дека ја имам син, ма? Немам јас син. Јас немам син. А слушај, ти кажав дека, уствари, јас немам син. Ле, колку ме нервираш. Ајде седнеш да се напиеше кафенце. Тоа е еден мочко, бе, тоа е едно. Чекај, кај рече дека е овој Живко? 100 пати ти реков, во село е. Аха. Аман, бре, жено, нервите ми ги скина. Уште ти ми требаш. Немам син и сите нека знаат дека јас немам син. Ајде, мамо. Мамичке. Плаше ме, плаше! А кој рече дека јас сум била пијана? Кај си те нема? Кај сум ме нема. 3 пати ме брка тоа портирот од твоето министерство. Па кај сум? Ми дојде да му извадам нож. А ти 10 дена ме оставаш на чаје, баго. А знаеш дека без пивце не функционира. Добро. Да знаеш дека со станот ти среди. Над Живка дупенецот. Со телевизор, со видео, со CD, со креветна вода. И ќе треба да си најдеш момче. И да се представиш како сериозна дама, а не вака. Како со момче? Со момче, така, со момче. Па јас 3 години не сум со момче. Ке настрада некој, баго. Леле, ќе го раскинам, не ќе можам да се воздржам. Слушај, ако влегуваш во играта, ќе треба да ме слушаш. А каков имидж ќе имате со партнерот што ќе го одбереме, решавам само јас. Ти е, баго. Доста со тоа е, баго. Добро. А ти? Бркни таму во джебот, дај од тоа парите, како змија да имаш натре. Внимавај. Понекогаш знам парите што им ги давам на луѓето да им ги вадам низ нос. Внимавај, драга моја. А ни име? Си имам име. Немаш. Ти треба нов идентитет. Од сега ќе се викаш Лимба Ебаго. Што е смешно? Лимба? Какво име е тоа, Ебаго? Добро име. Отидов, Ебаго. Да не си мрднала, додека не се изгубам. Ебаго. Лимба. Па добро. Звучи како либе. Лимбе. Жиле. Иде твоето лимбе. Ако не трнам 2 рано за вајле, се тресам како лиз вако.
Не мислев дека на ова дереđe ќе стигнеш. Значи... Што бе, значи, што сега ти ме викнав да ме караш како прваче, што е? Не те викнав да те карам, разговаравме со Бошка. И работиве се... Што да ти кажам? Ти спремен си да разговараш со мене сериозно или мајтапи ќе правиме тука? Значи, се сакаш ти од работа да ме бркаш, така? Ај на здравје, бе, ај на здравје. Абе, каква работа, бе? Абе, да бев помал од тебе, знаеш што ќе ти направив сега? Ќе те изнатепа вовдека како магаре. Да... Пак, ете, секој ден на работа пијан ми доаѓаш. Ми се смеат сите, ало, ми се смеат сите. Веса ти ја вработив. И лае како кучка, ако нека лае. Абе, не ја спомнувај Веса, ама... Кого да спомнувам? Кого да спомнувам? Ти си за лечење, братче. Треба се лечиш. Што ме гледаш? Што? Абе, живе. Што? Почна. Почна? Каде бе, мајке? Каде? Никаде. На зелено пазарче фатив една што продаа јајца и... Ај. Го напие. Мам бе. И сега? Си ја најде мерката тука, си чарето, значи тука е на пазар кај е чарката и терера, бе, со кого сум фатил работа, бе. Ова не е мерката, бе. Да, мерката, убава мерка. Ти си непоправлив случај. Чаре нема за тебе, појќе заврше песната. Да. Знам јас кај те боли тебе. Тебе те боли нивчето, водото. Како да не, како? Она покрај езерото, само ти не си маш да седнеш да разговараш со мене. Ми пушта стројници. Абе, разговараш со... Па ја знаеш мама каква е, бе, да му... Абе, остаја мама, ама ти си мајкинлио, нели ти си ученио, Ристо пијаница, параспор, за никаде расипи куќа. Доста. Ајде. Абе, Ристо, чекај! Бате! Абе, да ти... Ало, што е сега, бе? Абе, остајте ме. Имам работа тука, некој проблем со братот Ристо. Ајде, подосна. Да, ти... Што ќе правам со овој човек, бе?